Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. 804 од вкупно 817 делегати кои гласаа на денешниот 18-ти конгрес на ВМРО-ДПМН му дале поддршка на Христијан Мицковски за трет мандат на чело на партијата. Тој се заблагодари за довербата и, како што рече, привилегијата да ја води партијата во неговиот последен мандат. Од салата во Кавадарци порача дека ако никој нема проблем со нашата вековна историја и македонски јазик, тогаш граѓаните заслужуваат нови заклучоци од страна на Европскиот совет. Според Мицковски мора да се најде решение кое ќе спречи идни предавства. На Конгресот беше усвоена и стратегија за делување во следните 5 години, во која во 10 точки се наведени клучните приоритети. Од Кавадарци известува Александар Спасовски. Христијан Мицковски официјално го доби третиот мандат како председател на ВМРО-ДПМН. Без некоја неизвестност, бидејќи немаше против кандидати, Конгресот на ВМРО-ДПМН, кој брои над 800 членови, речиси едногласно му ја даде поддршката за нов 4-годишен мандат. Како што самиот најавија и како што предвидува партискиот статут, ова ќе биде негов последен мандат како председател на ВМРО-ДПМН. Вечерва пред вас, пред народот и пред историјата, го давам мојот завет. Ке го водам ВМРО-ДПМН со чест. Ке ја водам Македонија со одговорност. И нема да дозволам ниту еден ден да биде потрошен залудно. Ова е мој последен мандат како председател на партијата, но ова е мојот најсилен мандат како слуга на државата. Ке работам без одмор, ке барам одговорност без компромис и ке стојам исправен без страв. Во отсуство на некоја изборна неизвестност, ВМРО-ДПМН на овој конгрес фокусот го стави на изработка на еден нов документ, стратегија, водилка по која што партијата ќе се движи во наредните 5 години. Го нарекоа ново поглавје, стратегија 2030, која што практично ги поставува оние линии по кои што треба да се движи и ВМРО-ДПМН, но и Македонија. Фокусот е ставен на зачувување на јазикот, зачувување на идентитетот и достоинството, ЕУ интеграции, забрзан економски развој со фокус на дигитализацијата, интензивна борба против корупцијата и напредок на сите полиња за, како што рече Мицковски, да се всади еден нов менталитет кај македонците дека Македонија може и дека Македонија знае како. Следат 10 принципи кои дефинираат парадигмата на модерното државно водство. 1. Достоинство пред се, политиката ја почитува вредноста на човекот и државата. 2. Правдата е единствениот легитимен авторитет. Без неа нема држава. 3. Знаењето е највисока форма на капитал. Образованието е темел на иднината. 4. Државата мора да биде силна, но не и доминантна. Силна во заштита, умерена во контрола. 5. Нацијата е заедница на заедничката судбина. Не етнички список, туку историска целина. 6. Пазарната економија создава можности, но мора да биде праведна. Слободата бара одговорност. 7. Институциите се јадрото на демократијата. Политиката доаѓа и си оди, а државата останува. 8. Европската ориентација е цивилизацијска определба, не тактика, туку вредност. 9. Технологијата и одржливоста се новиот облик на развој. Зелената трансформација е пат, не опција. И 10. Општеството се гради со доверба. Без неа нема стабилност, единство и напредок.
Овој конгрес се очекува да има прилично значајно влијание на политичките текови во Македонија, имајќи предвид дека по конгресот Мицкоски најавува дека ќе изврши покрупни кадровски промени и освежувања внатре во партијата, кои што ќе почнат од самиот врв, најави нов извршен комитет, веројатно ќе има промени во подпредседателските позиции, не се исклучува можноста партијата да има и нов генерален секретар, а секако како што од претходно беше најавено некаде на стартот на пролета би можело да се очекува и некоја покрупна реконструкција и освежување и внатре во владините редови. Од Кавадарци за Сител, Марко Најдановски и Александар Спасовски. Бурни реакции во јавноста предизвика информацијата која ја објави британски Таймс. Угледниот медиум во текст под наслов "Одбиените баратели на азил би можеле да бидат депортирани во Северна Македонија" посочува дека се во тек преговори за ваков процес. Македонската влада тврди дека написите биле за внатрешно политичка потреба, а никогаш прифаќањето на мигранти не било тема на разговор. Владата негира британската амбасада, ниту потврдува, ниту демантира дека Македонија од есенва и формално е во преговори со Велика Британија за прием на баратели на азил во Обединетото кралство, чие барање е одбиено. Ова доаѓа откако вчера британски Таймс објави дека Скопје влегло во формални преговори со Лондон како дел од договорот кој двете држави го потпишаа. Според пишувањата на Таймс, Британија ќе и плати на Македонија за секој примен мигрант. Барателите на азил ќе бидат депортирани и ќе им биде понудена шанса да побараат азил во Северна Македонија, но нема да бидат ниту задржани, ниту ќе имаат рестрикции на движење, со што ќе бидат слободни да ја напуштат државата доколку тоа го сакаат. Тие ќе бидат поттикнати да бараат азил или да добијат работна виза во сектори каде што има голем недостаток, како што е градежништвото, пишува Таймс. Ставот на владата е дека објавата на весникот била исклучиво за внатрешна политичка потреба. Ваквиот напис е за внатрешна политичка потреба, а што се однесува до вистината на оваа тема, таа е кажана од страна на амбасадорот на Обединетото кралство Метју Лосон, кој јавно на пресконференција кажа дека на таа тема никогаш не се разговарало и дека нема такво нешто, ни кажа портпаролката на владата Марија Митева. Доцна синоќа се огласи и британската амбасада преку Фејсбук, но ниту ја потврдија, ниту ја демантираа информацијата на Таймс. Оттаму велат дека по средбата на двајцата премиери, Стармер и Мицкоски, се постигна стратешко партнерство фокусирано на долгорочни политики, економски и безбедносни рамки дизајнирани да ја продлабочат соработката и да ги зајакнат стабилноста и просперитетот во двете држави. Како дел од ова, Велика Британија и Северна Македонија потпишаа партнерство влада со влада за да испорачаат критични инфраструктурни проекти во Северна Македонија. Оваа соработка беше зајакната од двајцата премиери на берлинскиот процес на кој Велика Британија беше домаќин оваа година. Дополнително, двете нации соработуваат преку заедничката работна група за борба против нерегулираната миграција и организираниот имиграцијски криминал, зајакнување на безбедноста и справување со криминалните мрежи. Ние цврсто стоиме покрај нашиот сојузник Северна Македонија во НАТО за унапредување на просперитетот, безбедноста и економскиот раст, велат од британската амбасада во земјава. Ова не е прв пат Македонија и останатите држави од Западен Балкан, како Косово и Босна и Херцеговина, да се споменуваат во британските медиуми како можни дестинации каде нивната влада би ги испраќала барателите на азил чии барања се одбиени. Лондон имаше неуспешен обид тоа да го направи во Руанда. Двете држави, иако потпишаа договор, Врховниот суд во Британија го прогласи како незаконски. Мигрантската криза е една од најжешките политички теми во Обединетото кралство, особено откако во 2023 забележан беше влез на премиерот Стармер, кој со државата раководи од лани, донесе повеќе мерки делумно инспирирани од данскиот модел, како што се привремен статус на бегалец, ограничување на правата за семејно обединување, зголемување на праговите за плата за работни визи и сузбивање на нелегалното вработување. Даниел Василев, Сител телевизија. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски објави дека утринава добил СМС порака за сторен сообраќаен прекршок, додека со приватно возило одел кон Кавадарци, каде се одржуваше партискиот конгрес на ВМРО-ДПМН. Системот Безбеден град констатирал прекршок и брзина на движење од 51 км на час на место каде што е дозволена брзина од 50 км на час.
Ова е најдобрата илустрација за тоа како треба да функционира државата. Системот важи и постапува еднакво кон сите, и ако регистрира прекршок, санкцијата следи без разлика кој е во возилото. Нема исклучоци, нема селективност, нема привилегирани. Управувањето со возило е обврска, не привилегија. Целта на безбеден град не е казнување, туку ред, дисциплина и спасување човечки животи. Со алармантниот број на жртви на патиштата што го имаме, мора да покажеме личен пример и одговорност, пишува Тошковски во објавата на Facebook. Тој додава дека државата ќе биде посигурна само ако законите важат подеднакво за сите, вклучувајќи ги и оние кои се најодговорни за нивното спроведување. Во објавата тој го сподели и документот на кој се гледа дека управувал со неговото возило Volvo XC60, а камерите го уловиле во 9 часот и 42 минути на булеварот Александар Македонски на Клучка Ченто кон Клучка Хиподром. Во Кочани денеска се одржа нов марш на ангелите. Родителите на жртвите од дискотеката Пус го изразија револтот од начинот на одбраната на обвинетите во судската постапка. Родителите, роднините и пријателите на семејствата на загинатите во пожарот во дискотеката Пулс попладнево повторно излегоа на Кочанските улици на така наречениот марш на ангелите. Револтирани се од досегашниот тек на судењето на обвинетите за трагедијата и од начинот на кој нивните адвокати ја презентираат одбраната. Дали судницата се претвори во струшките вечери на поезијата? Дали таму се оди за рецитирање или за вистина? Дали зборовите треба да ја покријат смртта на нашите деца? Затоа што тоа го слуша јавноста, може да се помисли дека децата не загинале, пожар немало, дека никој не е виновен и дека трагедијата била случајна. Но вистината е сурова и тешка. Нашите деца изгореа живи, во чати и во паника, со крикови за помошта што никој навреме не ги слушна. Според обвинителството, прибран е 200 гигабајти доказен материјал, а од друга страна се добива впечаток дека никој не е виновен, никој не е одговорен, никој не е надлежен, додаде Наунов. Ние не бараме одмазда, ние не бараме крв, ние бараме само едно – правда. Не сакаме судење во стихови, не сакаме судење во метафори, сакаме судење во докази, факти и одговорност. Овој марш не е против државата. Овој марш е за државата да почне да функционира. За институциите да не бидат празна форма. За функциите да не бидат само плата, туку и обврска. Родителите уште еднаш порачаа дека нема да се откажат, ќе продолжат да го следат секое рочиште и да маршираат по улиците, се додека правдата не излезе на виделина. Овде се за да се борат за оние кои повеќе не може да зборуваат и за сите идни генерации кои мора да живеат во нормална држава. За Сител, Трајан Ристовски.